Ова се вестите на Канал 8. Локалната самоуправа на Кочани ги почна активностите на терен за изградба на најавените 4 детски забавни игралишта во градот и во селото Градовци. Рокот за реализација е до крајот на пролетта, а за изградбата се инвестираат средства од буџетот на општината. Општина Кочани ја почна реализацијата на проектот за изградба на детски игралишта во градот и во селото Градовци, а за што од сопствениот буџет инвестира 3,5 милиони денари. Предвидено е соодветно уредување и опремување на игралиштата на површина од 3500 метри квадратни, а тие се наоѓаат на земјиште во државна сопственост. Градежните активности се во напредна фаза на простор од 900 метри квадратни на улицата 1 мај, каде фирмата Панел М од Тетово ги изведува земјените работи. Овој простор, каде веќе има култивирани зимзелени и листопадни садници, ќе добие и летниковец, парковски клупи и придружна урбана опрема. Исто така ќе бидат поставени тобогани, нишалки, клацкалки и други реквизити за игра и забава на децата. Најголема површина од околу 1200 квадратни метри ќе зафати детското игралиште во населбата Драчевик, во непосредна близина на локацијата каде што ќе се гради новата детска градинка. Просторот таму ќе се озелени и ќе добие реквизити за забава, фонтана и друга урбана опрема. Исто така, спроти ветеринарната станица во Кочани ќе се уредува соодветна инсталација за игра и одмор на децата. На влезот во Градовци пак, детското игралиште ќе биде на површина од 720 метри квадратни, а таму покрај детските игралишта ќе има и летниковец и други придружни содржини. Рокот за комплетирање на 4 детски игралишта е 5 месеци, а во меѓувреме тече постапката за избор на изведувач за изградба на детски забавен парк на просторот во трговскиот центар во Кочани. Се очекува уредувањето на оваа површина да заврши до почетокот на мај и таа да се вклопи во актуелната реконструкција на плочникот и со дополнителните елементи за уредување на централното градско подрачје. Од локалната самоуправа на Кочани информираа дека по иницијатива на жители од Трајаново Трло во секторот за урбанизам се подготвува техничка документација за изградба на детско игралиште и во оваа населба во Кочани. Со проширување на нови гробни парцели ќе се решава недостигот на простор во сегашните гробишта во општина Виница, истакнуваат од јавното комунално предпријатие Солидарност. Во 2020 значително ќе биде подобрен и возниот парк на предпријатието, при што ќе бидат набавени 2 нови возила за собирање комунален отпад. На постојната парцела на православните гробишта во Виница остануваат уште малку гробни парцели кои за месец или 2 ќе бидат исполнети. Јавното комунално предпријатие Солидарност веќе работи на новата парцела, каде што е поставена вода, а следи процес на оградување на просторот. Ние веќе работиме на новата парцела гробишта. Таму веќе е поставена вода, од наша страна поставена е вода. Следи процес на оградување на просторот и приклучување на канализационата мрежа и почнување со изградба на нови гробни парцели. Овој процес веќе до крај на јануари ќе биде завршен, затоа што на веќе постојната парцела, старата има уште многу малку гробни места, кои што најверојатно по наши согледувања или предвидување веќе јануар-февруари ќе бидат исполнети и ќе мора да се префрлиме на новата парцела. На последната седница на Советот на општина Виница се донесе одлука за задолжување на сите правни и физички лица кои што градат нови објекти, потребно е да извадат потврда. Станува збор за потврда за хидротехнички услови кои што се бара од комуналното. Тоа е уредено со закон од страна на државата, од кое што во фазата на планско проектирање на ново изградени објекти и од правните и физичките лица се бара да имаат оваа потврда за хидротехнички услови. Ние како комунално предпријатие сме должни, на последниот совет се утврди цената по која се издава оваа потврда, односно 2000 денари од потврда. Ние веќе ги издаваме тие потврди и сите правни и физички лица кои градат ќе бидат насочени кај нас, ние стоиме на располагање. Во 2020 позначаен проект на јавното комунално предпријатие Солидарност ќе биде во делот на подобрување на состојбата на возниот парк со набавка на нови возила. Предпријатието ќе добие уште 2 возила, камион од 16 кубни метри за собирање на смет и камион со кран за подигање на контејнери, како и нови 170 контејнери. Низа зафати ќе бидат изведени на водоводната мрежа со поставување на канализациони и водоводни мрежи, а моментално се работи на поврзување на канализацијата во Истибања, каде што со години не е завршена и се надеваат дека оваа година тоа ќе биде завршено.
Стечајните работници од Кочани очекуваат со дополнителните измени во законската процедура да се реши статусот и на оние што досега не беа опфатени, а ги исполнуваат условите. Со тоа, по воведувањето на законските одредби, вкупната бројка на стечајци кои што добиваат финансиски надоместок ќе се зголеми на околу 500. Членовите на Кочанскиот огранок на Сдруженијето на стечајни работници УНИТ очекуваат позитивни ефекти од најновите измени и дополнувања на Законот за стечајни работници, што деновиве беа изгласани во парламентот. Отстапувањето во сила на Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизација на предпријатија во доминантна државна собственост, досега статусот им е решен на околу 450 стечајци од Кочани. Со најновите измени и дополнувања, потенцијално уште стотина незгрижени стечајци можат да го решат своја статус и да добиваат паричен надоместок. Отстапувањето во сила на законските одредби досега беа опфатени околу половина од евидентираните кои добиваат месечна финансиска поддршка од државниот буџет. Од Сдруженијето очекуваат надоместокот да го добиваат и останатите кои ги исполнуваат законските услови. Во евиденцијата на Сдруженијето УНИТ во Кочани пред донесувањето на законските одредби имаше околу 800 стечајци и дел од нив веќе финансиски се обезбедени и го примаат месечниот надоместок од 8.000 денари. Во меѓувреме упатен е јавен повик до останатите членови кои ги исполнуваат условите да се пријават. Ги повикаме стечајните работници на општина Кочани, Технолошкиот вишок на 17.1. ова година да се јават во Агенцијата за вработување заради апликација по последниот бран за стечајни работници. Во огранокот на УНИТ во Кочани во моментот немаат точна евиденција колку поранешни вработени со непрекинат работен стаж од 15 години во некоја од државните фирми што беа ликвидирани, ги исполнуваат условите за добивање финансиски надоместок. Причина за тоа е што дел од нив го оствариле правото за пензија, а извесен број се и починати. Општинската организација на СДСМ од Кочани организираше пресконференција на која беа изнесени податоци за реализираните реформи во здравствениот сектор. При тоа беше споменато дека се покачени платите на лекарите и медицинскиот персонал, а во болницата во Кочани е подобрена и реализацијата на буџетот. Во македонското здравство со години наназад не се инвестираше во човечки ресурси, техничка опрема и капацитети. Спроведените реформи беа деструктивни, инвестициите фиктивни, а проектите фантомски. Сето тоа благодарејќи на дегенеративната политика која што ја водеше претходната власт, политика која го доведе здравството во примитивни услови и колапс. Сите ја трпевме таа штета, пациентите од една и здравствените работници од друга страна. Бевме сведоци на белата чума која што ја зафати нашата држава во секоја сфера во здравството. Стотици искусни медицински сестри и квалитетни доктори заминаа во европските земји поради лоши услови за работа, мали плати и деградација на секое ниво. Затоа, наш клучен чекор е донесување и спроведување на мерки за нормализација на состојбата во оваа есенцијална клетка во општеството и креирање на здравство еднакво во здравството во Европа и светот. Наша цел е прикинување на одливот на кадри од најхуманата струка и нивно позиционирање на соодветната скала во општеството. Во текот на последните 3 години со сите зголемување, основната плата на лекар-специјалист се зголемува за 40%, на медицинските сестри за 20%, на општите лекари за 25%, а на здравствените работници за 15%. Платите во здравството децениски стагнираа, но владата предвоена од Социјалдемократскиот сојуз конечно стави крај на ова ситуација и за прв пат после долги години се враќа угледот на здравствениот работник. За прв пат се враќа достоинството на целиот медицински персонал. Во текот на последните 3 години во општата болница во Кочани со проширена дејност, покрај 32 вработувања и 13 специализации се обновуваат и болничките оделенија. Реализацијата на буџетот е досега рекорден над 90%, што представува уште еден доказ дека остануваме посветени и транспарентни во подобрување на условите на здравството и услугите кои што ги добивате вие, наши сограѓани. Продолжуваме да градиме општество за сите. Заедно одиме напред. На прав пат сме.
Во библиотеката Ванчо Прке во Виница на пригодна свеченост беа прогласени најактивните членови и читатели на книги за 2019 година. Современата електронска и компјутерска технологија влијае врз намалувањето на бројот на читатели, но се уште има редовни членови кои овде позајмуваат книги. Нина Ѓоргиевска и Игнасио Јованов се најмладите читатели со најмногу прочитани книги за 2019 година во библиотеката Ванчо Прке во Виница. Валентина Спасова, вработена во приватниот сектор, е прогласена за читател меѓу возрастните, а Зафир Зафиров веќе неколку пати е читател во категоријата пензионери. Од 2200 пензионери во Виница, само 40 имаат отворено членство во библиотеката, а меѓу нив најчитател веќе со години наназад е токму Зафиров. Ја морам да ви речем дека читам и препрочитувам. Во овој момент мора да ви кажам дека ги читам руските класици, а во последно време малку сум изненаден од читањето на Солженицин. Тој е дисидент од времето на Сталин, кој напишал многу книги за времето на сталинизмот и право да ви речем дека се згрозив од читањето на тие книги, затоа што многу малку и додека бев млад и до ден денешен немаше такви податоци кои беа изнесени во тие книги. Тоа се наслови од околу 2000 страни и тоа неверојатни нови моменти се дадени за руската историја за времето на Сталин. Од 1000 редовни читатели во библиотеката во Виница најбројни се основците со 450 членства. По нив следуваат вработените со 250, а од 500 средношколци само 150 редовно земаат книги. Меѓу нив се уште има и такви за кои мобилната технологија не е поголем предизвик од убаво напишаниот збор. Често читам книги со научно-фантастична содржина, а исто така и авантуристички. Па така да мојот, да кажем, еден од најомилените автори ми е Жил Верн, французин Жил Верн, и од него имам прочитано најмногу дела. Се потрудувам да најдам повеќе време за читање и за книги, затоа што тоа е така подзаборавено и јас сакам да го обновам, така да им препорачувам на сите млади да ги остават оние паметни уреди и да се свртат кон попаметната книга и да читат што повеќе. Библиотеката во Виница важи за една од поквалитетно снабдените во државата со книжен фонд, кој брои околу 60.000 книжни единици и вкупно 13.000 наслови. При крајот на овие вести минути за спортот. По завршувањето на есенскиот дел од првенствата во младинските и детските фудбалски лиги, во кои настапуваат екипите на фудбалската школа Фудбал Старс, младите фудбалери се на заслужена пауза. Според најавите од клубот, почетокот на подготовките за пролетната сезона е закажан за 20 февруари. И додека повозрастните фудбалери веќе ги започнаа подготовките за пролетниот дел од првенствата, најмладите од фудбалската школа на Фудбал Старс се уште се наоѓаат на заслужената зимска пауза. Заслужена е затоа што во есенскиот дел постигнаа одличен успех во регионалната, младинска и во детските лиги. При тоа сите екипи завршија на првите места на табелите со максимален број бодови и голем број постигнати голови. По завршувањето на првенството тие учествуваа и на неколкудневниот камп во Певкохори, Грција, и оттаму се вратија поискусни и побогати за уште едно фудбалско знаење и стекнато пријателство, како и со дружба со многу нивни идни соиграчи од земјата и странство. Исто така екипата од генерациите 2006 и 2007 одиграа пријателски надпревар со соодветниот тим на фудбалскиот клуб Евроспорт во Куманово, каде прикажаа солидна игра. Според најавите од клубот, почетокот на подготовките и првиот тренинг на Фудбал Старс пред стартот на пролетниот дел на првенствата во младинската и детските лиги е закажан за 20 февруари. Од постигнатите и сумирани резултати досега може само да се констатира дека Фудбал Старс е најдобрата школа во регионот, а младите фудбалери имаат добра перспектива за фудбалот во општината и регионот, за што со право заслужуваат големи честитки.
Со временската прогноза ги завршуваме овие вести на Канал 8. Пријатно!